Почитувани, Либерално-демократската партија внимателно ги следи и е длабоко загрижена за актуелните проблеми со бегалската криза во Европа и моменталните случувања во Македонија. Вознемирува фактот што токму нашата држава се почесто се споменува како своевиден бегалски камп кој треба да ги сопре бегалците и на тој начин да ги обезбеди границите на земјите членки на Европската унија. Либерално-демократската партија јавно и недвосмислено бара одговор од председателот на ДПМН Груевски дали неговата партија прифатила на македонска територија да се градат бегалски кампови во кои би се вдомиле од 30 до 100.000 бегалци, при тоа целосно занемарувајќи ја безбедноста и сигурноста на македонските граѓани. Поранешната министерка за надворешни работи на Грција, Дора Бакојани, пред медиумите излезе со сознание дека Европската комисија ќе гради одредени објекти длабоко на македонска територија и далеко од грчката граница, додека пак австриската влада и официјално ја напушти политиката на добре дојде за бегалците. Дали има сериозна основа за загриженост на граѓаните, по информациите дека веќе е направено ветување бегалците да се сместат во објектите од поранешните касарни на Арама, кои се уште се во владение на општините, како во Битола, Струмица и Евгелија. Значи ли ова дека свесни за тешките криминали во кои се фатени, со цел да си ја спасат сопствената глава, врхушката на ДПМН е спремна да ја стави на коцка и да се пазари со територијата на Македонија како тампон зона, место каде што ќе никнат нови бегалски кампови, при тоа комплетно занемарувајќи ја безбедноста на македонските граѓани и последиците што истите ќе остават врз истата. Поради тежината и сложеноста на проблемот, праќаме порака дека поради криминалите на ДПМН на Македонија е потребна нова власт со чист мандат и без хипотеки која не може да биде уценувана. Доколку Груевски има визија за Македонија со бегалски кампови, нека ја вметне во предизборната програма оваа негова заложба и доколку граѓаните ја прифатат ваквата програма, после изборите со јасен мандат нека почне да ги гради истите.